Јас во саботата најавив дека во текот на август ни започнаа набавките кои што се дел од модернизацијата на армијата на Република Македонија. Се заблагодарувам на Стопанската комора што уште минатата година иницираше средби помеѓу домашните компании и една од министерствата кој што е голем, да кажам, потрошувач, Министерството за одбрана, за да обезбедиме подобри јавни набавки, потранспарентни, почесни, по подобри цени, подобри услови и за компаниите, но и за владата. Денеска објавивме и пред представници на голем број на домашни компании дека во тек се постапки за набавка на неборбени возила и за инженериски машини кои што во голема мерка ја зајакнуваат и капацитетот и можностите на армијата на Република Македонија, не само во услови на криза, туку и секој пат кога ги помагаат на домашните институции. Оваа набавка долго време е планирана, драго ми е што и официјално ја стартуваме. Денеска беше објавен техничкиот дијалог за етниот дел и до крајот на месецот очекуваме домашните компаниите што сакаат да учествуваат, да ги дадат своите забелешки. На средбата со представниците на овие домашни компании кажавме дека техничкиот диалог не го водиме проформа и ги охрабривме, ако имаат забелешки, да ги достават, бидејќи навистина ќе бидат земени предвид. Сакаме да обезбедиме чесна, транспарентна и многу конкурентна постапка, која ќе им даде шанса на најдобрите да победат, а нам ќе ни даде шанса да ја добиеме подобрата опрема по подобри цени. Сакам да кажам дека ова ќе продолжи да биде политика на владата на Република Македонија, на Министерството за одбрана и убедена сум дека е тоа добро и за институциите во Македонија, но и за домашната економија. Независен синдикат пред 2 дена има некаква изјава во која што велат дека ситуацијата била далеку од да не така пиша. Од што скрати Министерството за одбрана за да се обезбедат средства за речени? Ниту еден денар од парите наменети за армијата на Република Македонија не е опфатен со оваа измена. Се работи за средства кои што беа насочени исто така кон активност во поддршка на нашите НАТО интеграции, но кои што не беа во делот на логистика, ниту потреби на армијата на Република Македонија и нечесно е едното со другото, други луѓе да го врзуваат. Но ако ме прашувате дали е состојбата во армијата розова, се разбира дека ќе ви кажам не. 10 години не инвестирање во една институција, 10 години занемарување на армијата на Република Македонија не може да се реши преку ноќ, ниту пак за една година. И јас за тоа зборував на прославата на 18 август, дека почнавме од таму каде што највеќе болеше, а тоа беа платите, тоа беше животниот стандард, почитувањето на колективниот договор и покажавме дека навистина највеќе водиме грижа на најсилната страна на армијата, а тоа се низините луѓе. Се разбира дека целта ни е да ги решиме сите проблеми, да го решиме проблемот со подобри услови за работа, подобра опрема и затоа ги започнуваме и овие постапки. Мислам дека најавената набавка на инженериски машини и неборбени возила, кои што почнаа во август, е најдобар демант дека ниту еден денар од парите наменети на АРМ нема да биде потрошен за други намени. Нивната жалба всушност беше дека не се исплаќа превоз, односно има проблеми со превозот на војниците кои патуваат и вториот е дека најголем дел од тие средства како дневници или останати надоместоци не ми се исплаќаат со образложение дека се префрлат одговорноста од една на друга служба и понатака. Тоа беа двете главни поврзани со животни стандарди парите. За двете забелешки многу два конкретни одговора. Точно е дека долги години и месеци одреден број на припадници на армијата имаа проблем заради тоа што не се исплаќаше надомест за дежурства, туку наместо надомест за дежурство добиваа по 2 слободни дена. И тоа трае веќе со години. Од 1 јули оваа година го променивме правилникот и за секој припадник на АРМ кој што е упатен на повеќе од еднодневно дежурство се исплаќа дневница, а не се даваат слободни денови. Сметавме дека е тоа добро за припадниците, тоа е добро и за армијата, бидејќи армијата во одредени периоди имаше повеќе луѓе што беа на слободен ден отколку на служба. И тоа од 1 јули под влијание на информациите кои што ги добивавме директно од војниците, од старешините, од 1 јули тој систем се промени. Секој
кој што согласно правилникот е упатен на вакво дежурство, добива надоместок на дежурство. Во поглед на превозот, вие знаете дека армијата има организиран превоз на одреден број на релации кои што ги дефинира генералштабот на армијата. Сите тие средства не може да се даваат во 4 очи, не може да се даваат без постапка. И имавме навистина голема јавна набавка, на која што се пријавија голем број на фирми за секоја релација посебно. Единствено 5 релации, повеќе од 40 релации се покриени веќе со активни договори за кои постапката финишира, но во моментов и ќе продолжи, ќе има автобуски превоз. За овие 5 релации, каде што ни дадоа понуди кои што беа над сумата, која што генералштабот сметаше дека е дозволена, ние ќе ја повторуваме постапката. И во овој меѓупериод, секој припадник на армијата ќе добие финансиски средства сам да го организира превозот. И тоа не е нов проблем, не од вчера. Тој беше многу поголем минатата година кога бев избрана за министер за одбрана, каде што практично 20 на релации не беа покриени со автобуси. Јас како министер за одбрана морам да водам грижа да функционира системот за одбрана, да се обезбедени припадниците на АРМА, но морам да водам грижа и да се почитува законот за јавни набавки. Предпоставувам одлуката да беше различна, денеска ќе ги чуевме критиките зошто не се почитувал законот за јавни набавки. Ќе водиме сметка и припадниците на АРМА нема да останат без организиран превоз. Но факт е дека одредени компании сакаат на ваков начин и да не уценуваат и да бараат повисоки цени. Тој тип на уцени се контрапродуктивни. Спомнавте дека 60 милиони денари има можност Министерството за одбрана да префрли. На кој начин ќе бидат префрлени? Знаете ли зашто ќе бидат потрошени таа процедура да се објасни веќе или предизвикува малку, да кажеме, проблем во јавност? Искрено тој дел не е дел кој што треба да го дефинира Министерството за одбрана. Во среда на седница на влада ќе носиме одлуката и околу износот, но и околу моделот. Според тоа што знам, тоа нема да бидат средства ставени на располагање на владата, туку средства кои што ќе бидат ставени на располагање на Собранието на Република Македонија, но би ценела ако сега сочекате таа одлука да ја донесе владата. Од првиот момент кога ова излезе како иницијатива, бевме отворени и транспарентни. Да имаше нешто од што треба да се срамиме, дефинитивно овие податоци немаше самите да ги споделуваме со јавноста. Јас сум свесна дека голем дел од македонските граѓани изгубиле верба генерално во институциите. И многу често, и кога ќе кажете нешто, се соочуваат со сомнеш. Затоа денеска дојдов во Стопанската комора и на компаниите да им кажам дека навистина очекуваме да не поправат ако грешиме. Исто и во јавноста. Овие средства не се средства кои што ќе се искористат ниту приватно, ниту политички, ниту партиски. Оваа земја со огромно мнозинство одлучила да стане членка на НАТО и на Европската унија. Референдумот е еден од чекорите кои што може да ни обезбеди членство во ЕУ и НАТО. Ако за ова немаме консензус, многу тешко ќе биде да најдеме консензус околу други прашања. И затоа го водиме процесот многу јавно, затоа што нема што да се срамиме и нема што да избегнуваме како дилема или како во среда. Сите овие теми, сите овие бројки ќе бидат многу јасни. Но велам, во Министерството за одбрана ниту еден денар нема да се земе од функционирањето на армијата за оваа цел. Тоа се средства кои што беа предвидени за Министерството, не за армијата, и кои што до крајот на годината ќе останеа неискористени. Предпоставам дека разговарате со вашите колеги во другите министерства, ви кажа ли тие колкава сума ќе сте подготвени да префрлат за истата цел? Околу овие теми ќе имаме средба на влада и на таа седница ќе ги дискутираме. Да најискрено ви кажувам дека со колегите, со многу од колегите се чув во изминативе денови, но на многу други теми. Затоа што околу пари не можете да разговарате. Околу пари се знае која е постапката. Се одговара официјално и Министерството за финансии мора да направи увид во нашите финансии. Ви благодарам многу. Пријатно.